Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев денеска беше домаќин на финалниот надпревар симулирано судење, во кој учествуваа 5 тима од сите правни факултети во земјава. Универзитетскиот професор Лазар Нанев вели дека проектот се реализира од почетокот на годинава, а со финансиска подршка на мисијата на ОПСЕ. Забележа дека целта на студентите на 5 правни факултети е заеднички да ги споделат најдобрите практики и теоретски знаења, кои се однесуваат на примената на новиот закон за кривична постапка. Имаме можност во изминатиот временски период студентите на овие правни факултети заедно со нивните ментори професори да ги изучуваат најдобрите начини на кои што се врши презентација односно симулирано судење, бидејќи сметаме дека симулираното судење е една од најдобрите форми преку кои што може да се пренесе знаењата кон студентите. Смета дека практичната настава преку симулирани судења ќе овозможи на студентите да ги подобрат перформансите на правосудниот систем во земјава, кој што трпи сериозни критики како од домашната, така и од меѓународната јавност. Студентот Иван Ангеловиќ од Правниот факултет во Штип вели дека надпреварот по симулирано судење е одлична можност студентите да го покажат своето знаење, но и да бидат подготвени за влегување во судница. Нашиот случај е финансиски криминал, а нормално како и секој од останатите универзитети ние очекуваме победа. Меѓутоа пред се ќе се задржиме на добрата дружба со останатите колеги, размена на знаење како што споменав и се надеваме на победа. 5 тима на Правниот факултет во земјава имаа симулирани судења за случаи од областта на финансискиот криминал, убиства и тешки кражби, а во денешното финале тимовите се оценува од страна на судии на Врховниот суд на Република Македонија. Студентите се оценуваа во 2 категории: во ораторски способности, квалитетот на поставени прашања, комуникацијските способности и во квалитетот на формата и содржината на списите од предметот.